Каква беше 2020 година за општина Боговиње, кои активности и кои настани беа поважни во оваа година? 2020 свано беше најлошата година, мислам не само кај нас, тука во нашата општина или во нашата држава, туку фати една светска пандемија, COVID-19, и мислам дека го смени целиот режим на живот. Ние имавме многу идеи, многу проекти и ја почнавме годината 2020 со многу елан за многу работи. Но за жал се случи тоа што се случи и моравме некои работи да ги примениме. Поради COVID-19 моравме сите препораки од Министерството за здравство и Светската здравствена организација моравме првин да се грижиме за здравјето на луѓето. Со тоа, кризниот штаб и јас како градоначалник ностоп бевме на терен да ги почитуваме сите тие мерки. Што направевме? Дезинфекција на јавните површини, ностоп чистевме патишта, бидејќи нашата општина, општина Боговиње, има два специјални камиони за чистење на улици со четки и можеме да се гордееме како општина дека ги завршувавме сите нашите задачи. Работевме многу во инфраструктура, имаме инвестирано многу, тоа што беше планирано и тоа и реализирано. Исто така работевме многу во сите училишта во општина Боговиње што ги имаме, во инфраструктура, сменување на кровови, енергетска ефикасност, сите печки што беа на дрва се сменети со пелети или нафта, останува само едно основно училиште што мислам дека 2021 и таа ќе се среди како што треба. За измени на прозорци со пластика, врати, со фасади и сите тие други работи. Ние ова година ќе имаме и нова градинка, за прв пат, бидејќи тука функционираше една градинка од младост Тетово, сега имаме наша градина, овие денови ќе почнеме со работа, тоа помина и во советот на општината, веќе и крстена со името, и Јета ќе се вика, имаме веќе и веде директор таму. Исто така работиме во Домот за културата, веќе 2 години што работиме и многу добро ни течат работиве. Мислам дека ако добиваме и мислам дека ќе добиваме средства од Министерство за култура и ќе продолжуваме и да го завршуваме и Домот за културата. Кои се очекувањата од новата 2021 година и што се ќе се сработи во неа? Јас мислам дека ако сега веќе ја имаме вакцината, ја имаме, и ако течат работите како што требат, до јуни, мислам, ќе бидеме вака, ќе бидеме, и имаме многу проекти за реализација, како што завршувавме некои работи, што веќе 50 години не се завршени тука, како што е водата за пиење. Значи, завршивме со Синичане, имавме проблеми во Пирок, и веќе имаме 3 нови извори, веќе завршено и тоа, имаме нов систем таму, Пирок веќе нема проблеми со вода за пиење, во Раковец исто така завршивме, со буџет на општината нормално, имаме сега, веќе помина и фазата на тендерот во Камењане, бидејќи Камењане има проблеми со водата за пиење. Мислам дека сега во пролет рано ќе почнеме со работа и ќе има комплет нова траса за водно снабдување. Исто така имаме поделено средства од Светска банка за населено место Палчишт. Ние сме во фаза на евалуација во Министерство за транспорт и врски
при крај сме во финале и мислам дека ова год 2021 ќе завршиме и со палчиште, вака што го завршуваме целиот циклус на таа голема проблематика. Ви благодарам многу на разговорот. Фала и на вас.